Неколку години по Христовото воскресение се чини дека јудејците преобратени во христијани, како Акила и Прискила, види Дела, глава 18, 2 стих, веќе започнале да го распространуваат Евангелието во Рим, главниот град на империјата. И таму била основана црква, исто како и во Сирија, Мала Азија, денешна Турција и Грција, каде Павле проповедал. Бог му дава задолжение на Павле да оди се до крајот на светот. Римјаните, глава 10, 18 стих. Токму затоа тој сакал да појде не само во Рим, туку и во Шпанија. Не се знае дали го спровел последниот план, но за подготовките за ова патување, тој напишал писмо до оние кои се во Рим, глава 1, 7 стих, или со други зборови, до христијаните во овој град, од кои една група се придружила кон Прискила и Акила, види глава 16, од 3 до 5 стих. Павле го користи ова послание за да им објасни на христијаните како тој ја сватил улогата на мисионер на нејудејците, односно паганите. Ова послание е најцелосното што го имаме од сите негови пораки, што тој самиот ги резимира со следниве зборови. Евангелието е силата со која Бог се служи за да ги спаси сите оние кои веруваат, од првин јудејците, но исто така и оние кои не се јудејци. Глава 1, 16 стих. Проблемот за односот меѓу јудејците и нејудејците, посебно прашањето кој став нејудејците преобратени во христијани треба да го прифаќаат во поглед на јудејскиот закон, игра една голема улога за првобитното христијанство, кој пак повторно се среќава во другите списи на апостолот, например, во посланието до Галатјаните. Тука Павле веднаш потврдува дека Евангелието што тој го распространува насекаде е наменето за сите луѓе, без исклучок. Глава 1, 16 стих. Потоа тој објаснува како Бог го спасува секој загубен човек кој верува во него. Од глава 1, 18 стих до глава 8, 39. Понатаму, тој се задржува на проблемот произлезен од фактот што еден дел од Израел однапред го отфрла Христос. Тој потврдува дека ова отфрлање е препрека за Божјиот план, зашто благодата ќе биде последниот збор, од 9 до 11 глава. Така, благоста што Бог ја посведочил кон нејудејците треба да биде сватена како повик да се живее за него во еден вистински нов живот. Од глава 12, 1 стих, до глава 15, 13 стих. Во заклучокот, Павле го објавува својот план за патување во Рим и го завршува посланието со неколку лични поздрави. Глава 15, 14 стих, до глава 16, 27 стих. Сите оние кои бараат поврзано излагање, што би се однесувало на спасението кое Бог им го нуди на луѓето преку Господ Исус Христос, ќе бидат привлечени преку читањето на ова послание, да се восхитуваат на величието на Божиот план. Глава 11, од 33 до 36 стих. Во исто време, ќе бидат потикнати и тие да му го искажат нему должното почитување. Послание до римјаните. Глава 1. Поздрав. Павле, слуга на Исус Христос, повикан за апостол, издвоен за Евангелието Божјо, кое Бог однапред го беше ветил преку пророците во светите писма, за својот син, по тело роден од семето Давидово, одреден како син Божји во силата,
по духот на светоста, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ. Преку него добивме благодат и апостолство за да ги приведеме на послушност кон верата меѓу сите народи во негово име, меѓу кои сте и вие, повиканите од Исус Христос. До сите вас во Рим, возлюбени од Бога и повикани да бидете свети, благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Желбата на Павле да ги посети христијаните во Рим. Пред се му благодарам на мојот Бог преку Исус Христос за сите вас, зашто за вашата вера се разгласува по целиот свет. Бог, кому му служам со својот дух, преку Евангелието на Неговиот Син, сведок ми е дека постојано си спомнувам за вас, секогаш кога во молитвите своји се молам, да со Божја волја некако да ми се даде да дојдам кај вас. Зашто копнеам да ви видам, па да ви предадам некој духовен дар за да станете подсврсти, односно заемно да си помогнеме преку заедничката вера, вашата и мојата. Би сакал да знаете, браќа, дека многу пати бев на мисла да дојдам кај вас, да имам некаков плот и меѓу вас, како и меѓу другите народи, но се досега бев попречуван. Должник сум кон елините и варварите, кон мудрите и кон неразумните. Затоа што се однесува до мене, подготвен сум и вам во Рим да ви го проповедам Евангелието. Моќта на Евангелието. Зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја која го спасува секого што верува, прво јудеец, а потоа и елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја, од верата и во верата, како што е напишано, праведникот преку верата ќе живее. Слабоста и вината на човештвото. Зашто гневот Божји се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето, кои вистината ја спречуваат со неправда. Па така и она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. И навистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Зашто, кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи, тврдејќи дека се мудри, тие обезумија, и славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи. Затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистота, па сами да си ги обесчестуваат своите тела. Тие ја заменија вистината Божја со лага, и му се поклонија и му служеа на создаденото повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни срасти, жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни, а мажите исто така, напуштајќи го природното општење со женскиот пол, се распалија со желби еден кон друг и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслужената отплата за својата изопаченост. И бидејќи не се обидоа да го задржат Бога во разумот свој, затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум да го прават она што не прилега, исполнети со секаква неправда, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност, озборувачи, клеветници, богомразци, насилници, фалбаджи, горделивци, измислувачи на зло, непослушни кон родителите, неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи, немилостиви. Тие, иако ја познаваат праведната одредба Божја, дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак, не само што ги вршат, туку се благонаклонети и кон оние што ги вршат.
Глава 2. Праведноста на Божиот суд. И така немаш изговор о човеку кој да си ти. Зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш сам, бидејќи ти кој судиш, го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд кој паѓа врз оние кои вршат такви работи е според вистината. Зар мислиш о човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи, какви што правиш и сам? Или пак го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување. Но поради твојата тврдокорност и непокајаното срце си собираш гнев за денот на гневот, кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела. Живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост. И јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината, а и се покоруваат на неправдата. Неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло, пред се за јудеец, а исто така и за Елин. Слава и чест и мир на секој што прави добро, пред се за јудеец, а исто така и за Елин. Зашто Бог не е пристрасен. Оние што сгрешиле без закон ќе загинат, а оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат и судени, бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни само оние што постапуваат според законот. Зашто секогаш кога незнабожците кои немаат закон, природно ги извршуваат одредбите на законот, тогаш тие, иако немаат закон, се закон на самите себе. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи и нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања, со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. За оној ден, кога според моето Евангелие, Бог преку Исус Христос ќе ги суди тајните на луѓето. Јудејците и законот. Ете, ти се нарекуваш јудеец и се потпираш на законот и со Бога се фалиш, и ја знаеш волјата негова и повеќе разбираш што е подобро, зашто се поучуваш од законот. И уверен си дека си водач на слепци, а светлина на оние што се во мрак. Наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот. Но како е можно тоа да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш, кој велиш да не се врши прелюба, а прелюбодејствуваш, ти кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмовите, ти кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, зарем не го срамотиш Бога? Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците. Така стои напишано. Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш законот. Ако пак правиш престапи против законот, обрезанието твое станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, тогаш нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе, кој покрај писмо и обрезание си станал престапник на законот? Зашто не е прав јудеец оној кој е таков по надворешност, ниту право обрезание она кој е надворешно врз телото, туку оној кој е внатрешно таков и она обрезание што е во срцето по дух, а не по буква. Неговата пофалба не потекнува од луѓето, туку од Бога. Глава 3. Сите луѓе се грешници. Која е предноста на јудејците или која е ползата од обрезанието? Голема на секој начин и пред се што ним им се доверени Божите објавувања.
Па што ако некои не поверувале? Дали нивната безверност ќе уништи Божјата верност? Никако. Нека се признае дека Бог е вистинит, а секој човек лажлив, како што е напишано. За да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Ако пак нашата неправедност ја истакнува Божјата праведност, што би можеле да речеме тогаш? Дали е Бог несправедлив кога се гневи? Говорам како човек. Никако. Зашто како Бог ќе може да го суди светот? Зашто ако вистината Божја се возвеличува преку мојата лага за слава Негова, па зошто тогаш да бидам осуден како грешник? Зарем тогаш не би требало да правиме зло за да излезе добро? Впрочем, така и хулат некои луѓе на нас и велат дека така учиме. Тие се справедливо осудени. Никој не е праведен. Па дали имаме некакво предимство? Ни најмалку, зашто веќе ги обвинивме како јудејците, така и елините, дека сите се под грев. Како што е напишано, нема праведен ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија, заедно станаа развратни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Грлото нивно отворен гроб. Со јазиците свој мамат, под јазиците нивни змиски отров, устата нивна е полна со клетва и горчина. Нозете нивни им се брзи за пролевање крв, пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот. Страв Божји нема пред очите нивни. Знаеме дека се она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот, за да се затвори секоја уста и така целиот свет да стане виновен пред Бога, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. Праведноста се добива преку вера. А сега, независно од законот, се јави Божјата праведност, посведочена од законот и од пророците. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат. Зашто нема разлика, сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Но ќе бидат оправдани преку дар, со Божјата благодат, а преку откупот во Исус Христос. Него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување преку верата, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови во времето на Божјото долго трпение, за да ја покаже својата праведност во сегашно време дека е тој справедлив и дека го оправдува секого што верува во Исус. Каде е пак пофалбата? Таа е исклучена. Според кој закон? Дали според оној на делата? Не, туку според законот на верата. Така ние заклучуваме дека човекот се оправдува со верата, без делата на законот. Или, можеби, Бог е пак само со јудејците, а не и на незнабожците. Се разбира, тој е и на незнабожците, бидејќи еден е Бог, кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. А дали го укинуваме законот преку верата? Никако, туку уште посилно го утврдуваме. Глава 4. Примерот на Авраам. А што би можеле да кажеме дека добил нашиот прататко по тело Авраам? Зашто ако Авраам се оправдал со дела, тој заслужува пофалба, но не пред Бога. Впрочем, што вели писмото? Му поверува Авраам на Бога и тоа му се сметаше за праведност. На оној што работи платата му следува не по милост, туку по долг. Напротив,
Оному кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, верата му се смета за праведност. Така и Давид го нарекува блажен оној човек кому Бог му смета за праведност независно од делата, велејќи: блажени се оние чии беззаконија се простени и чии гревови се покриени. Блажен е оној човек кому Бог нема да му смета за грев. А дали ова блаженство се однесува само за обрезаните или и за необрезаните, бидејќи велиме дека на Авраам верата му се сметаше за праведност? Кога му се сметаше? По обрезанието или пред обрезанието? Не по обрезанието, туку пред обрезанието. И знакот на обрезанието тој го доби како печат на праведност, што доаѓа од верата која ја имаше пред обрезанието, за да биде татко на сите необрезани што веруваат, та и ним тоа да им се смета за праведност. И да им биде татко на обрезаните, но не на оние кои обрезанието само го примиле, туку кои врват и по стапките на верата од нашиот татко Авраам пред обрезанието. Божиото ветување се остварува преку верата. Впрочем, ветувањето кон Авраам или кон семето негово, дека ќе биде наследник на светот, беше дадено не преку законот, туку преку праведноста на верата. Зашто, ако можат да бидат наследници само оние што имаат закон, тогаш и верата нема никакво значење и ветувањето е поништено. Зашто законот породува гнев, каде што пак нема закон, нема ни престап. Затоа тоа е од верата, за да биде по милост, та и ветувањето да биде заздравено не само по законот, туку и по верата за сите потомци Авраамови, кој ни е татко на сите нас. Според напишаното, те поставив да бидеш татко на многу народи, пред Бога, кому тој му поверува, кој ги оживува мртвите и го повикува да суштествува она што не суштествува. Авраам, без никаква основа за надеж, поверува со надеж дека ќе стане татко на многу народи според реченото: такво ќе биде твоето потомство. И откако не ослабна верата негова, тој не помисли дека телото негово е веќе безживотно, зашто беше речиси 100 годишен, и дека утробата Сарина е речиси веќе безживотна. И во ветувањето Божјо не се посомнева со неверие, туку остана со цврста вера и го прослави Бога, наполно уверен дека тој е силен да го изврши она што го ветил. Затоа тоа му се сметаше за праведност. Но не само за него е напишано дека му се сметаше, туку и за нас. Ке ни се смета ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исус Христос, нашиот Господ, предаден за нашите гревови и воскреснат за наше оправдание. Глава 5. Во мир со Бога. И така оправдани преку верата имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Преку него со верата добивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме и се гордееме со надежта во славата Божја. Но не само тоа, туку се гордееме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението, од трпението пак искуство, а од искуството надеж. Надежта пак не посрамотува, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух. Зашто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. Навистина, тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар можеби некој би се решил да умре. Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас, со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта негова, многу повеќе ќе се спасиме преку него од гревот, зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели,
тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот, откако сме се помириле. А освен тоа, и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. Адам и Христос. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија. Навистина и порано, уште пред законот имаше грев во светот, но гревот како таков не може да се прифати кога нема закон. А сепак, смртта царуваше уште од Адам, па се до Мојсей и над оние што не погрешија според престапот на Адам. Тој е пралик на оној што требаше да дојде. Но со дарот не е исто како и со престапот. Зашто ако поради престапот на еден изумреа мнозина, тогаш Божјата благодат и дарот преку благодатта на еден човек Исус Христос во многу поголемо изобилство ќе се излее врз мнозина. А тој дар е сосема поинаков од гревот на еден што погрешил, зашто судењето за еден престап води кон осудување, а дарот од многу престапи кон оправдување. Бидејќи доколку со престапувањето на еден завладеала смртта преку едниот, до толку повеќе оние што го примија изобилието на благодатта и дарот на праведноста, ќе царуваат во животот преку еден Исус Христос. И така, како што преку еден престап дојде осудувањето на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден дојде врз сите луѓе оправданието, кое дава живот. Зашто, како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, така исто и преку послушноста на еден мнозина ќе станат праведни. А притоа дојде и законот за да се наголеми престапот. Каде што пак се намножи гревот, таму благодатта се јавува во голема изобилност, така како што гревот завладеал со смртта, така и благодатта да завладее преку праведноста за живот вечен преку Исус Христос, нашиот Господ. Глава 6. Мртов за гревот, жив во Христос. Што пак да речеме? Ќе останеме ли во гревот, за да се наголеми благодатта? Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него уште? Зар не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во неговата смрт бевме крстени? И така ние се погребавме со него преку крштевањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. Зашто, ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението, знаејќи дека нашиот стар човек е раснат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот. Бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. А ако сме умреле со Христос, веруваме дека со него и ќе живееме, знаејќи дека Христос, откако воскресна од мртвите, не умира повеќе. Смртта нема веќе власт над него. Тоа што тој умре, за гревот умре еднаш за секогаш, а животот што го живее, за Бога го живее. Па така и вие сметајте се мртви за гревот, а живи за Бога во Христос Исус, нашиот Господ. И гревот да не царува во вашето смртно тело, за да не им се покорувате на телесните наслади. Не препуштете му ги на гревот вашите органи на телото како орудија на неправедноста, туку препуштете му се на Бога како оние што оживеале од мртвите, и вашите органи на телото како орудија на праведноста. Гревот нема да господари над вас, зашто вие не сте под законот, туку под благодатта. Робови на праведноста. Па што? Да грешиме ли бидејќи не сме под законот, туку под благодатта?
Тоа никако. Дали знаете дека ако му се предавате некому како робови за послушност, робови сте му на оној кому му се покорувате, или на гревот кој води во смрт, или на послушноста која води кон праведност. Но, благодарејќи му на Бога, вие, иако бевте робови на гревот, од се срце се покоривте на оној образец на поука на која и се предадовте. И така, ослободувајќи се од гревот, вие станавте робови на праведноста. Ви зборувам како човек поради слабоста на вашата човечка природа. Како што ги препуштивте органите на вашето тело во телесна служба, на нечистотата и беззаконието за беззаконие, така и сега оставете ги деловите од вашето тело да и робуваат на праведноста која води во светот. Додека му бевте робови на гревот, бевте слободни од праведноста. А каков плод имавте тогаш? Дела од кои сега се срамувате, бидејќи нивниот крај е смртта. Но сега, кога се ослободивте од гревот и му станавте служители на Бога, имате плод кој води во светост, а крајот животот вечен. Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е живот вечен во Христос Исус, нашиот Господ. Глава 7. Објаснување врз пример за бракот. Или пак не знаете, браќа, им зборувам на такви што го познаваат законот, дека законот има власт на човекот додека е тој жив. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот, додека е тој жив. Ако умре мажот, таа се ослободува од законот кој ја сврзал со мажот. Затоа, ако се омажи за друг маж, додека и е уште жив незиниот маж, таа ќе стане прелюбница. Ако пак умре мажот, таа е слободна од законот и нема да биде прелюбница кога ќе се омажи за друг човек. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте, за да му припаднете на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите, та да му принесеме плод на Бога. Зашто, кога живеевме во телото, тогаш страстите гревовни преку законот действуваа во органите, за да и принесеме плод на смртта. Но сега ние сме слободни од законот, откако умревме за она за што тој не држеше врзани, за да му служиме на Бога во обновен дух, а не според старата буква. Ефектите на законот. Што да речеме пак? Зар законот е грев? Никако. Но јас го разбрав гревот преку законот, зашто и похотата не би ја познал ако законот не велеше не биди похотлив. Но гревот, поттикнат од заповедта, предизвика во мене секаква похота, бидејќи гревот без законот е мртов. Некогаш живеев без законот, но кога дојде заповедта, гревот оживеа. Јас пак умрев и се покажа дека заповедта, назначена за да даде живот, истата води во смрт, зашто гревот, поттикнат од заповедта, ме измами и преку неа ме умртви. Така значи, законот е свет и заповедта света, справедлива и добра. Гревот преовладува во човекот. Па така, доброто ли за мене стана смрт? Никако. Но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт, та преку заповета гревот да стане премногу грешен, зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум телесен, продаден на гревот како роб. Не го разбирам тоа што го правам, бидејќи не го правам она што сакам, туку она што го мразам, тоа го правам. Ако пак го правам она што не го сакам,
тогаш се согласувам со законот дека е добар. Значи, тоа веќе не го правам јас, туку гревот што живее во мене. Јас знам дека во мене, односно во моето тело, не живее доброто. Навистина, желба за добро во мене има, но не е и сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. А штом го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така во себе наоѓам ваков закон. Кога сакам да го правам доброто, злото ми е близу, бидејќи според својот внатрешен човек наоѓам наслада во законот Божји, но во своите телесни делови гледам друг закон кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон, кој е во моите органи. Колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос, нашиот Господ. И така, јас самиот со умот свој му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. Глава 8. Живење во Светиот Дух. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос и живеат не по телото, а по Духот. Зашто законот на Духот кој дава живот во Христос Исус ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело подобно на телото на гревот и како жртва за гревот. Тој го осуди гревот во телото, за да се исполни заповедта на законот во нас, кои живееме не по телото, туку по Духот. Зашто оние кои живеат по тело копнеат за телесното, а кои живеат по Дух за духовното. Копнежот на телото е смрт, а копнежот на Духот живот и мир. Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, тој не му се подредува на законот Божји, затоа што не може. А оние кои живеат по телото, не можат да му се допаднат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по Дух, само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Ако пак Христос е во вас, телото е мртво за грев, а Духот живее поради праведноста. Но ако Духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна Христос од мртвите, ќе ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот Дух, кој живее во вас. И затоа, браќа, ние не смеме удолжници на телото за да живееме по телото, бидејќи ако живеете по телото, ќе умрете, но ако преку Духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божји, се синови Божји, зашто вие не примивте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Аба, Оче. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. А ако сме пак чеда, ние сме и наследници, наследници на Бога и сонаследници Христови, но само ако со Него страдаме, та со Него и да се прославиме. Славата што треба да дојде. Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. И секое создание со нетрпение го очекува откривањето на синовите Божји, зашто и созданието не и се покори на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој го покори, а со надеж дека и самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божји.
Зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки. И не само тоа, туку и ние самите кои ги имаме правините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело, зашто со таа надеж бевме спасени, а надежта што се гледа не е вистинска надеж. Зашто кој би се надевал во тоа што го гледа? Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Исто така и духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак, духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги истражувал срцата, знае каква е мислата на духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за светиите. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро, зашто оние кои однапред ги позна, нив и ги предопредели да бидат сообразни со ликот на Неговиот син, та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие и ги повика, и кој ги повика, тие и ги оправда. Кој ги оправда, тие и ги прослави. Величието на Божјата љубов. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со него се? Кој ќе ги обвини избраниците Божји? Бог е тој кој ги оправдува. Кој е тој што ќе суди? Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Глава 9. Бог и одбраниот народ. Ви зборувам вистина во името на Христос. Не лажам. Тоа го сведочи мојата совест во Светиот Дух, дека има голема тага и непрестана болка во моето срце. Зашто повеќе би сакал јас да бидам проклет и одвоен од Христос за браќата свој, моите сродници по тело. Тие се израелци, ним им припаѓа посинувањето и славата и заветите. Ним им беше даден законот и богослужењето и ветувањата. Нивни се и татковците од кои потекнува и Христос, кој е Бог на сите, благословен довека. Амин. А не е можно Словото Божјо да изневерило, бидејќи не се Израел сите оние што се од Израил, ниту пак се сите потомци Авраамови, затоа што се негови чеда, но речено е, од Исак потомството ќе се нарече со твое име, односно не чедата на телото се чеда Божји, туку чедата на ветувањето ќе се признаат како потомци, бидејќи зборовите на ветувањето се овие: во тоа време ќе дојдам и Сара ќе има син. И не само таа, но и Ревека, која наеднаш зачна од Исак, нашиот татко, зашто уште додека не се беа родиле близнаците и се уште ништо не беа направиле, добро или лошо,
за да остане Божјата одлука, онаа според слободен избор да не зависат од делата, туку според оној кој повикува, и беше речено: постариот ќе му служи на помладиот, како што е напишано: Јаков го возљубив, а Исав го намразив. Што да речеме пак? Зар има неправда во Бога? Никако. Зашто тој му рече на Мојсеј: ќе покажам милост кон оној што ќе го помилувам и сожалување кон оној што ќе го сожалам. И затоа изборот не зависи од оној кој пожелува, нито од оној кој трча, туку од Бога кој покажува милост, зашто писмото му вели на фараонот: токму за тоа те издигнав, за да ја покажам над тебе својата моќ и името мое да биде проповедано по целата земја. Па така му искажува милост кому што сака и го закоравува кого што сака. Божиот гнев и Божјата милост. Но ти секако ќе ми речеш: а зошто тогаш уште не кори? А кој може да се спротивстави на неговата волја? Ама човеку, кој си ти што така се спориш со Бога? Зарем она што е ракотворено ќе му рече на својот мајстор: зошто си ме направил такво? Или пак грнчарот, зарем не е господар над својата глина, па од една и иста смеса да направи еден сад за почесна, а друг за нечесна употреба? Што ако Бог, сакајќи да го покаже гневот свој и да ја пројави својата моќ, со голема долготрпеливост трпел некои садови на гневот, приготвени за погибел, за да го покаже богатството на својата слава над садовите на милосрдието, што тој однапред ги приготвил за слава над нас, кои не повика не само од јудејците, туку и од незнабожците. Така се вели и во книгата на Осија: ќе го наречам мој народ оној кој не беше мој народ, и возлюбена она што не беше возлюбена. И на она место, каде што им беше речено: вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синови на живиот Бог. А Исаија извика за Израил: кога израилевите синови би биле бројни како морскиот песок, само остатокот ќе биде спасен, зашто ќе го заврши делото и ќе реши по правда. Господ ќе го изврши во потполност словото на земјата. И како што прорече Исаија: ако Господ Саваот не ни беше оставил потомство, ќе станевме како Содом и ќе заприлегавме на Гомора. Израил и Евангелието. И што да кажеме сега? Незнабожците кои не бараа праведност, добија праведност, и тоа праведност што доаѓа од верата. И Израил, кој тежнееше кон некаков закон за праведност, не го достигна законот на правдата. Зошто? Зашто не го побара од вера, туку од делата на законот. Се препна од каменот за сопнување, како што е напишано: еве, полагам на Сион камен за сопнување и карпа за соблазна, и секој кој верува во него нема да се посрами. Глава 10. Браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога за Израил е за негово спасение. Јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието, зашто, не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не и се подредија на Божјата праведност, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. Спасението доаѓа до секој човек што верува во Господ. Мојсеј пишува за праведноста на законот. Кој ќе го исполни, тој ќе биде
преку него жив. А праведноста од верата вели: да не речеш во срцето свое, кој ќе се искачи на небото, што значи да се симне Христос, или кој ќе слезе во бездната, што значи да се изведе Христос од мртвите. А што вели таа? Блиско до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме, зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. А и писмото вели: секој кој верува во него нема да се посрами. Нема разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден и исте Господ на сите, богат за сите кои го повикуваат, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Но како да го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? И како да проповедаат ако не бидат испратени како што е напишано? Колку им се прекрасни нозете на оние што благовестат мир, што го благовестат доброто. Но Евангелието сите не го послушаа, зашто Исаија вели: Господи, кој поверува во она што го проповедавме? Затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Но велам, зар тие не слушнаа? Напротив, гласот им се разнесе по целата земја и зборовите нивни до краиштата на вселената. Пак велам, зар Израил не разбра? Најнапред Мојсей кажа: и јас ќе ве раздразнам до љубомора со оние кои не се народ, со неразумен народ ќе ве разгневам. А Исаија се осмели да каже: ме најдоа оние кои не ме бараа, им се открив на оние кои не прашаа за мене. За Израил пак вели: постојано ги подава в рацете свој кон народ непослушен и бунтовен. Глава 11. Бог не го отврла Израил. И затоа ви велам, зар Бог го отврли својот народ? Никако, зашто и јас сум израилец од семето Авраамово, од коленото Венијаминово. Бог не го отврли својот народ кој однапред го одбра. Или пак не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бог Израиле, велејќи: Господи, ги убија пророците Твои и ги раскопаа жртвениците Твои. Јас останав сам и сакаат да ми ја земат душата. А како му вели Божиот одговор? Си оставив 7.000 мажи кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. Но ако е по благодат, не е веќе по дела, зашто тогаш благодатта не би била благодат. Ако пак е по дела, тоа веќе не е благодат, зашто инаку делото не би било веќе дело. И што тогаш? Израил не го доби она што го бараше, избраните пак го добија, а другите се закоравија, како што е напишано: Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат и уши да не слушаат се до денешниот ден. И Давид вели: трпезата нивна да им биде стапица, клопка, соблазна и отплата, да им се замрачат очите нивни за да не гледаат и грбот нивни да им се свитка за секогаш. Ви велам пак, зар се сопнаа за да паднат? Не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Ако пак нивниот престап значи богатство за светот,
и нивниот намален број богатство за незнабожците, колку повеќе ќе значи нивната потполност. Спасение за нејудејскиот народ. Вам, незнабожци, ви велам, доколку сум јас апостол на незнабожците, ја прославувам својата служба, та некако да возбудам ревност во својот род по тело и некого од нив да спасам. Зашто, ако нивното отфрлање значи измирување за светот, тогаш што ли друго ќе значи нивното примање, ако не оживување од мртвите? Ако првиот дел од тестото е свет, тогаш е свето и целото тесто. И ако е коренот свет, свети се и гранките. Ако пак некој од гранките се скршени, а ти кој си дива маслинка си бил прикалемен на нивното место и си станал заедно со нив соучесник во сочниот корен на маслинката, не биди горделив пред гранките. А ако сепак се возгордееш, треба да знаеш дека ти не го држиш коренот, туку коренот тебе. Но ти тогаш ќе кажеш, гранките беа откршени за да бидам јас прикалемен. Добро, тие поради неверие беа откршени, а ти поради вера се држиш. Немој да бидеш горделив, туку имај страв, зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки, нема ни тебе да те поштеди. Гледај пак Божјата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе. Ако издржиш во благоста, воспротивно и ти ќе бидеш отсечен. Но тие ако не останат во неверието, ќе бидат прикалемени, зашто Бог има моќ пак да ги прикалеми. Зашто ако си ти откинат од маслинка која е по природа дива и против природата си прикалемен на питома маслинка, тогаш колку полесно ќе бидат прикалемени на својата маслинка оние кои по природа потекнуваат од неа. Израил не е за секогаш отврлен. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, дека закоравувањето само со еден дел падна врз Израил, додека да настапи потполноста на незнабожците. И така целиот Израил ќе биде спасен, како што е напишано, ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јаков. И тоа име ним завет од мене, кога ќе ги одземам нивните гребови. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели Божји поради вас, но со оглед на изборот, тие се возлюбени од Бога заради татковците, зашто даровите и повикот Божи се неотповикливи. Како што и вие некогаш бевте непослушни кон Бога, а сега се здобивте со милост поради нивната непослушност, така и тие сега станаа непослушни поради вашето помилување, та и самите да се здобијат со милост. Зашто Бог ги затвори сите со непослушност, па кон сите да покаже милост. Славослов за Божјата мудрост. О длабочино на богатство, мудрост и знаење Божјо! Колку се несватливи неговите судови и неистражливи неговите патишта! Зашто кој ја познал мислата на Господ? Или кој му бил советник? Или кој однапред му дал нешто за да му биде отплатено? Зашто се е од него, според него и за него. Нему слава во вечни векови. Амин. Глава 12. Нов живот во Христос. Браќа, во името на Божјото милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век,
туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Зашто, заради благодатта што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има, туку нека има за себе поскромно мислење, за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Зашто, како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи не дејствуваат на еднаков начин, така и ние мнозина сме едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Според дадената благодат имаме различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Ако е тоа дарба за служење, нека служи. Ако ли е пак тоа дарба за поучување, нека поучува. Ако е пак за утешител, нека утешува. Дарител ли, нека дарува штедро. Кој управува, нека управува со усрдност. Кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја. Љубовта нека не биде лицемерна. Стојте настрана од злото, прилепувајте се кон доброто. Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други. Надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте колебливи, бидете со горлив дух, служете му на Господ. Радувајте се во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните потреби, трудете се да бидете гостопримливи, благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте ги и не ги проколнувајте. Радувајте се со оние што се радуваат и плачете со оние што плачат. Бидете меѓу себе едномислени. Не ставајте си во умот високи работи, туку предајте се кон скромни нешта. Не мислете дека сте мудри. И никому не враќајте зло за зло и размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмастувајте се возлюбени за себе, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ке отплатувам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Глава 13. Послушност кон државната власт. Секоја душа да им се починува на предпоставените власти, зашто нема власт што не е дадена од Бога, и оние што ги има се одредени од Бога. Затоа оној што се противи на власта, тој се противи на Божјата наредба, а оние што се противат, ќе паднат под осуда. Зашто началниците не се страшни за добрите дела, туку за лошите. Сакаш ли пак да не се плашиш од власта, тогаш прави добри дела, па ќе добиеш и пофалба од неа. Зашто таа е служител Божји за твое добро. Ако пак правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не носи залудо оружје, таа е служител Божји и со гнев се одмаздува на оној што прави зло. Затоа е нужно да се покорувате, и тоа не само поради страв, туку и поради совеста своја. Затоа и данок плаќате,
зашто тие се Божји службеници и со тоа постојано се занимаваат. И така, дајте секому што сте му должни. Кому сте му должни данок, нека му се даде данок. Кому царина, царина. Кому страхопочит, страхопочит. Кому чест, чест. Љубовта кон ближниот. И не должете никому ништо освен да се сакате еден со друг. Зашто оној што го љуби ближниот, го исполнува законот. Бидејќи заповедите: не прави прелюба, не убивај, не кради, не сведочи лажно, не барај туѓо, и секоја друга заповед се содржат во овие зборови. Љуби го ближниот како самиот себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот, и така, љубовта е исполнување на законот. Подготвени за Христовото доаѓање. И тоа правете го знаејќи го ова време. Веќе дојде часот да се разбудите од сонот, зашто спасението е сега поблиско до нас отколку кога поверувавме. Ноќта одминува, а денот се приближи. Да ги отфрлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината. Да живееме пристојно како дење, не во срамни гоштевки и пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист. Туку облечете се во Господ Исус Христос и грижата за телото не претворајте ја во страсти. Глава 14. Не суди го својот брат. Слабиот во вера прифатете го, но без расправи и замислењата. Еден верува дека може да јаде се, а слабиот во верата јаде само зеленчук. Кој јаде, нека не го укорува оној што не јаде, и кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, бидејќи Бог го прифатил. Кој си ти што му судиш на туѓ слуга? Пред својот господар тој стои или паѓа, а ќе стои исправено, зашто Бог има моќ да го исправи. Така, некој разликува еден ден од друг, а некој друг пак сите денови ги смета еднакви. Секој нека биде наполно уверен во своето мислење. Оној што ги разликува деновите, ги разликува за Господ, и кој не ги разликува деновите, за Господ не ги разликува. Кој јаде, за Господ јаде, зашто му благодари на Бога, и кој не јаде, за Господ не јаде, и го фали Бога. Зашто никој од нас не живее за себе и никој не умира за себе. Туку било да живееме или да умираме, за Господ живееме и за Господ умираме. Ние му припаѓаме на Господ. Според тоа, живееме ли, умираме ли, Господови сме. Бидејќи Христос затоа и умре и воскресна и оживеа, за да господари и над мртвите и над живите. А ти зошто го осудуваш братот свој? Или ти што го укоруваш братот свој? Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Зашто е напишано: Јас сум жив, бели Господ, зашто пред мене ќе се свитка секое колено и секој јазик ќе го славослови Бога. И така, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Слобода и љубов. Затоа пак да не се судиме еден со друг, туку подобро расудувајте за тоа вака. Не поставувај му на својот брат спрека или соблазна. Знам и уверен сум преку Господ Исус Христос дека нема ништо нечисто само по себе. Освен кога некој мисли дека е нешто нечисто, за него тоа е нечисто.
А ако пак братот твој се скрби поради тоа што го јадеш, ти веќе не постапуваш според љубовта. Не погубувај го со своето јадење оној за кого Христос умре. Нека не се кули на она што е добро според вас. Царството Божјо не е во јадењето или пиењето, туку во праведност и мир и радост во Светиот Дух. Зашто оној кој му служи на Христос со овие работи, тој му се допаѓа на Бога и милиме на луѓето. И така да го бараме она што служи за мир и взаемно надградување. Поради јадење не уривај го делото Божјо. Навистина се е чисто, а тешко е за оној човек кој јаде поради соблазна. Подобро е да не јадеш месо, да не пиеш вино и да не правиш ништо од кое братот твој би можел да се сопне или да се соблазнува, или пак да слабее. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блазен на оној кој не се осудува себе самиот за она што го одобрува. А ако некој се сомнева кога јаде, осуден е, зашто не јаде со вера, а се што не е според верата, грефе. Славословие. На оној кој може да ве зацврсти според моето Евангелие и проповедањето за Исус Христос, според откривањето на тајната која била замолкната од вечни времиња, а која сега се јави, и според пророчките писма, а по заповедта на вечниот Бог им стана позната на сите народи, за да ги доведе во послушност кон верата на единствениот мудар Бог преку Исус Христос, нека е слава во сите векови. Амин. Глава 15. Угоди му на својот ближен. Ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немоćните и да не си угодуваме на себе си. Секој од нас должен е на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. Зашто и Христос не се угоди на себе самиот, туку како што е напишано: подбивите на оние што ти се подбиваа, паѓаат врз мене. А се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано, да преку трпението и преку утехата од писмата да имаме надеж. А и Бог на трпението и утехата да ви даде да бидете во едномислие меѓу себе, според примерот на Христос Исус, та еднодушно и со една уста да го славите Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Евангелие за сите луѓе. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими заради славата Божја. Но велам дека Исус Христос стана служител на обрезаните поради Божјата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на татковците. А пак незнабожците да го прослават Бога за милосрдието, како што е напишано: затоа те прославувам, Господи, меѓу незнабожците и ќе го воспеам Твоето име. И понатаму се вели: развеселете се, незнабожци, со неговиот народ. И понатаму: фалете го Господа сите незнабожци и прославете го сите народи. Исаија исто така вели: ќе постои коренот Јесеев и издигнатиот од него ќе владее над народите, на него ќе се надеваат народите. А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир во верата, та преку силата на Светиот Дух вашата надежда се преумножува. Павловиот мисионерски потват. И јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со добрина, исполнети со секакво знаење и дека можете да се поучувате еден со друг. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно за да ве потсетам со благодата што Бог ми ја даде, за да му бидам служител на Исус Христос, меѓу незнабожците и свештено дејствено да го извршувам Божјото Евангелие, за да бидат незнабожците благопријатен принос
осветен од Светиот Дух. И така со тоа можам да се пофалам во Исус Христос кај Бога, зашто не се осмелувам да говорам за она што Христос не го извршил преку мене со зборови и дела, со силата на знаци и чуда, со силата на Божиот Дух, која ги води незнабожците кон послушност во верата, така што Евангелието Христово го распространува од Ерусалим и неговата околина и се до Илирик. И така се погрижив да го проповедам Евангелието не таму каде што името Христово беше веќе познато, за да не зидам врз туѓ темел, но, како што е напишано, оние на кои не им е јавено за него, ќе видат, и оние што не беа чуле, ќе разберат. Павловите планови за патување во Рим. Токму тоа многу пати ме попречуваше да дојдам кај вас. Сега пак, бидејќи нема веќе место за мојата работа во овие земји, а уште од пред многу години копнеев да дојдам кај вас, кога ќе тргнам за Шпанија, се надевам дека ќе ве видам на минување и дека натаму вие ќе ми испратите, откако најнапред ќе ви се порадувам. А сега одам во Ерусалим, за да им послужам на светиите, зашто Македонија и Ахаја одлучија да дадат некаков прилог за сиромашните светии во Ерусалим. Тие така тоа го одлучија, а и должни им се, бидејќи, ако незнабожците станаа соучесници во нивните духовни блага, тогаш тие се должни ним да им служат со материјални блага. А откако ќе го направам ова, и ќе им го запечатам овој плод, преку вашата земја ќе заминам за Шпанија. А знам дека, кога ќе дојдам кај вас, ќе дојдам со полн благослов на Христовото Евангелие. Браќа, ве молам поради нашиот Господ Исус Христос и поради љубовта на Духот, помагајте ми со своите молитви кон Бога за мене, за да се избавам од оние што не веруваат, кои се во Јудеја, и моето служење во Ерусалим да им биде благопријатно на светиите. Та радосен да дојдам кај вас со Божјата волја и да се успокојам со вас. А Бог на мирот нека биде со сите вас. Амин. Глава 16. Лични поздрави. Ви ја препорачувам нашата сестра Фива, која е служителка на црквата во Кенхреја. Примете ја во Господ како што им прилега на светии и помогнете и во она во што ќе има потреба од вас, бидејќи и таа им беше помошничка на мнозина, а и мене. Поздравете ги Прискила и Акила, моите соработници во Христос Исус, кои за мојата душа ја положија својата глава. Ним им благодарам не само јас, туку и сите цркви од скоро обратените незнабожци и нивната домашна црква. Поздравете го мојот возљубен Епенет, кој е првиот плод во Христос за Азија. Поздравете ја Маријам, која многу се грижеше за вас. Поздравете ги Андроник и Јунија, моите сонародници и созатвореници, кои се прочуени меѓу апостолите и кои уште пред мене станаа Христови. Поздравете ми го и возљубениот во Господ Амплијат. Поздравете го нашиот соработник во Христос Урбан и мојот возљубен Стахи. Поздравете го докажаниот верник во Христос Апелија. Поздравете ги домашните од Аристоволовото семејство. Поздравете го мојот сонародник Иродион. Поздравете ги домашните на Наркис, тие кои се во Господ. Поздравете ги Трифен и Трифос, трудбеничките за Господ. Поздравете ја почитуваната Персида, која многу се трудеше за Господ. Поздравете го избраниот во Господ Руф, како и неговата и моја мајка. Поздравете ги Асинкрит, Флегонт, Ермин, Патрова, Ерма и браќата со нив. Поздравете ги Филолок и Јулија, Ниреја и неговата сестра, и Олимпа и сите со нив светии.
Поздравете се еден со друг со свет целив. Ве поздравуваат сите цркви Христови. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои предизвикуваат раскол и соблазни против учењето кое сте го научиле и бегајте од нив, зашто таквите не му служат на нашиот Господ Исус Христос, туку на стомакот свој и со сладки и ласкави зборови ги заведуваат срцата на простодушните. Вашата послушност во верата на сите им е позната, затоа ја се радувам за вас, но сакам да бидете мудри во доброто и прости во злото, а Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под нозете ваши. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Амин. Ве поздравуваат мојот соработник Тимотеј и моите сродници Луци, Јасон и Сосипатар. Ве поздравувам во Господ и јас Терци, кој го напиша ова послание. Ве поздравува Гај, домаќинот мој, и на целата црква. Ве поздравува Ераст, градскиот благајник, и братот Кварт. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин.